Ајде за уште еден проект би сакала. Тоа е раното откривање и протоколите за канцерот кај кај лицата со аутизам. Да, тука морам, тоа е одличен проект. И тоа е европска иницијатива, или? Тоа е европски проект исто, но една друга уште по, би рекол, солидна. Тоа е КОС програмата од Европската комисија. Тука тоа е веќе моја активност лична, не е на Сдруженијето. Таму сум поканет како професионалец, редовен професор. Скратено значи Cancer Understanding Prevention of People with Intellectual Disabilities, во кој што секако спаѓаат во 75% и лицата со аутистичен спектар. Доминантно е насочен само и на лица со интелектуална попреченост, значи како да се изградат стратегии за превенција на карцином кај лицата со интелектуална попреченост. Таму сум заменик раководител на проектот, што исто така ми припадна огромна чест. Овој проект почна во 2022 година, завршува оваа година во октомври и припремаме голема конференција каде што имаме и тука огромни задачи во јуни во Брисел, во срцето на Европа, 23 и 24 јуни. Кој е најголемиот предизвик во контекст на овој проект? За вас лично? Па, за мене лично предизвикот што доста ми одзема од слободното време, но горе-долу се справам како еден воркохолик или работохолик, да кажеме. Се справувам, успеам некако да се справам, посебно сега буквално секој ден по 10 мејлови, бидејќи влегуваме во завршната фаза од организација на таа конференција, па јас сум и раководител на таа сесија, четврта сесија за дисеминација на проектот и за организирање на конференцијата, па и председател на научниот комитет, па сега пристигнуваат абстрактите, треба да селектираме. Ние сме 5 души лица во тој комитет, треба да ги селектираме некаде 10 до 12, бидејќи за толку има средства, другите ќе одат хибридно преку Zoom. И сметаме дека на крај исто така и од ова ќе произлезе еден документ за европските политичари кој што ќе биде дисеминиран до сите европарламентарци. Едноставно како полесно да го правиме тој скрининг на, бидејќи докажано е дека карциномите на дојка, на дебело црево и сите, да не ги наредам на панкреас, многу почесто се јавуваат кај лицата со интелектуална попреченост отколку во невротипичната популација. А тие, зависно од степенот на интелектуална попреченост, не знаат сами да кажат да првите симптоми, значи нема развиено, дури и на европско ниво, нема доволно развиени програми за скрининг, за и стратегии, и ние преку овој проект сакаме, значи, да го подигнеме тоа ниво и мислам дека ќе има голем импакт, големо влијание, особено во Македонија. Ако нашите авторитети ги послушаат препораките кои што на крајот на октомври ние ќе ги продуцираме и ќе бидат објавени на нашата веб страница.